Добре дојдовте во Зебра. Откажувањето на Исланд да ги продолжи преговорите за членство во Европската Унија, а со тоа и откажувањето и формално да стане членка на Унијата, не само што го шокираше според неговото кажување комесарот Филе, туку ги изненади и многу македонски граѓани. Како држава која со години го има еден од највисоките проценти за поддршка на евроинтеграцијата на нашата држава, се почесто и не така срамежливо Исланд се спомнува како репер за она што можеби Македонија би требала да го стори во иднина, со оглед на тоа дека со години не можеме да добиеме ниту знак, ниту сигнал за старт. Токму затоа денеска ја отвараме темата. Дали расте евроскептичноста во нашата држава? Економската криза и низа други фактори поврзани со неа се смета дека го поттикна евроскептицизмот во многу земји, не само во Македонија, особено во Британија последниве години. И токму затоа дискутираме денеска со двајца млади експерти кои што ја познаваат оваа проблематика, Ивана Костовска од весникот Дневник и Бојан Маречиќ од Македонскиот центар за европско образование. Бојан, дали точно го кажав? Да. Да почнеме со тебе. Како што кажа, или се овој впечаток дека во Македонија почна посилно да се пројавува евроскептицизам и покрај тоа што и двете големи партии и генерално во анкетите има поддршка за влегување на Македонија во Европска унија. Дали е реална таа перцепција дека овој број на луѓе се зголемува, што со сомнежи гледаат кон него и кон нашето влегување во него? Видете, поддршката на македонските граѓани кон него е прилично стабилна. Таа има некое стабилно, убедливо мнозинство што не паднало до сега под 80%. И така што мислам дека евроскептицизмот сам по себе не може да се каже дека има некои масовни пропорции, меѓутоа треба тука да направиме една разлика меѓу евроскептицизам и еврофобија. Евроскептицизмот може да биде и здрава работа и присутен е на секаде низ Европа. Меѓутоа мислам дека кај нас има тенденција во мејнстрим медиумите, кај многу влијателни новинари и многу влијателни политичари да се шири еврофобијата. А тоа е некој страф од пристапувањето кон Европска унија и представување на тоа пристапување како отуѓување на Македонија од себе. И тука кај нас има реално една шизма меѓу граѓаните, која што е поттикнувана и од властите, меѓутоа и од мејнстрим медиумите. Шизмата се состои во тоа што од една страна тврдиме дека Македонија е европска држава, природно припаѓа на Европа, таму ни е местото, а од друга страна се или голем дел од работите што се е некој европски стандард, ги чувствуваме како наметнати или како страна од туѓо тело, како товар на тој процес. Мислам дека ние пред се треба да ги расчистиме тие работи, па дури и ако правиме калкулации дали ни одговара или не ни одговара да пристапиме, по моје мислење, тоа е секако најдобрата рамка, да го разгледуваме по преку рационални аргументи повеќе отколку така калимеровски, да речеме. Дали, се извинувам Ивана, дали знаете кога е направено последното истражување околу поддршката на македонските граѓани? Тие истражувања се прават постојано. Мислам дека има и Евробарометар од 2012 кој што резултатите обично одат во на таа скала која што не паѓа под 80%. Порано беше 90%, меѓутоа ако е сега 80%, тоа е сепак висока поддршка, не може да се каже. Има пат, но тоа не е драстично и пак сме меѓу земјите кои што имаат најголема поддршка. Ивана? Сакам да кажам во однос на тоа кога беше истражувањето, ако не се лажам, последното истражување на ИРИ беше пред непол месец, каде што доста беше висока поддршката, има пат, меѓутоа ние мора да земеме во предвид дека таков пат има и во европските држави, не е само кај нас, и тоа таму е доста поголем. Последното истражување, например, на еден американски институт, кај 8-те најголеми членки на Европската унија, покажа дека за една година 15% е падната довербата. Исто така и истражувањето на Евробарометар покажа дека на рекордно ниско ниво е довербата во Европската унија. Меѓутоа, јас би се надоврзала на тоа Бојан што го кажува дека мислам дека евроскептицизмот кај нас е повеќе впечаток. И тоа не е некој нов впечаток, тој постои во изминатите неколку години, се должи на тоа што Македонија во 2009 година нели доби препорака за почеток на преговори, меѓутоа ете толку години чекаме.
До некаде е разбирливо што граѓаните се разочарани, меѓутоа евроинтеграциите се стратешки приоритет на државата. Јас не верувам дека нешто би се променило. Она што е важно е вистински да се разбере евроскептицизмот, значи да не се свати како еврофобија. Да речеме, имаше многу скоро еден интересен настан, отварање на музеј преку кој најгрубо кажано се исмеа Европската унија во Брисел. Меѓутоа целта на младиот уметник беше да тој вели треба да покажеме дека европската шофершајбна треба да се исчисти. Значи не може ние да бидеме безусловни влюбеници во унијата, туку едноставно тоа што се критикува се укажува дека треба да се подобри. И таа порака истовремено им се укажува и на лидерите на Европската унија. Владата на Исланд, покрај тоа што кажа и ние сме европска држава, но нашето приближување ќе го правиме на поинаков начин со другите држави на Европската унија. Во својата кампања, значи предизборна кампања, отворено настапуваше со една евроскептична програма. Дали е такво нешто можно во на македонската политичка сцена? Ја мислам да беше можно, веројатно до сега ќе се спроведеше. Проблемот е што кај нас има многу висока поддршка номинално на пристапувањето на Македонија кон ЕУ и затоа не се користи. Меѓутоа мислам дека мора ние да бидеме на чисто дека не можеме да се споредуваме ниту со Исланд, ниту со Швајцарија, ниту со Норвешка. Значи во тие бранови на пристапување кон ЕУ на државите некаде до средина на 90-тите, најголем дел од тие држави, со некои исклучоци, можеби Грција или Португалија и Шпанија, сите други биле веќе демократизирани држави кои што влегле во Европската унија како такви, како држави со изграден демократски систем. Таа тенденција се смени од како падна Берлинскиот зид, односно од 95-та наваму, од кога беа востановени тие копенхагенски критериуми. Зошто? За да може преку таа рамка на европска пристапување кон Европска унија, таа рамка на европеизација, тоа всушност да биде и рамка за демократизација и транзиција или трансформација на државите од бившиот комунистички блок. Таа рамка беше во најголем дел успешна со она источно проширување од 2004 и 2007, а останува се уште на тест за проширувањето на државите од Западен Балкан. Значи никаде тоа не одело лесно, меѓутоа не можеме ние да направиме споредба и да кажеме ако Исланд настапува евроскептично и ние треба да настапуваме евроскептично само зашто Исланд го има тоа земено здраво за готово. Ние мислам дека треба да сватиме таа рамка на европеизација како трансформација и демократизација, зашто кај нас, да сме искрени, дури ни после 20 години независност, се уште немаме ние изградени демократски стандарди. На крајот на краиштата уште се плашиме пред секој изборен циклус дали ќе има жртви, нели, или дали ќе преживееме после изборите. Исто, само ако може да се надоврзам, исто за Исланд е важно да се знае дека таму е многу ниска довербата на граѓаните во Европската унија, а и кога се разгледува овој потек на Исланд, треба да се знае дека тие прво што допрва нели ќе имаат референдум каде што граѓаните ќе одлучат за овој потек што го направи десничарската влада. И второ исто така е важно што Исланд има многу висок степен на интеграција уште пред да ги започне преговорите со Европската унија во 2010 година. Например, они учествуваат во заедничкиот пазар, во Шенгенот. 1/3 од нивното законодавство е усогласено со Европската унија. Значи тој степен потоа мислам дека учествуваат и во неколку институции, организации без право на глас. Значи тој степен на интеграција они до негде веќе го имаат во поудобна позиција. Исланд го користиме како пример и велиме дека не може нели наша партија да изгради политика за тоа, меѓутоа нашата влада последниве години е со прилично силна реторика и можеби премногу критички настапува кон ЕУ. Тоа е само моментален впечаток или тоа е некоја изградена политика од наша моментална влада? И јас не мислам дека е тоа моментален впечаток, мислам дека имаме една јасна тенденција од 2007 година наваму дека имаме еден таков однос на нели на и љубов, но и омраза кон Европската унија, во зависност од тоа како е потребно на владата во дневно-политичките цели. Ако во 2009 ние добивме визна либерализација, тогаш бевме најпроевропски настроени. Ако не добиваме секоја година
4-5 години поред ефективна препорака започнавме проговори, тогаш кукаме и викаме дека ета Европа е непринципиелна и не сака. Но мислам дека тоа што е видливо е дека за членувањето во ЕУ на оваа гарнитура од 2007 намаму не е прв приоритет. Значи, вие може да направите многу јасна разлика. Државите на кои што за членувањето во ЕУ им е прв приоритет, без исклучок, како што се во моментов актуелна во власт во Србија или властите неколку во Хрватска, тие направија се за да се надминат проблемите што стоја пред нив. Иако мора да признам дека не беа ни малку помалку тешки од оние што нас не се случуваат. Она денеска што го гледаме, чекорите што ги прават Србија и Косово, до пред една година беше сосема незамисливо. Ентузијазмот е исклучиво базиран на зачленувањето во Европската унија и на тоа што таа власт реши дека прв приоритет ќе биде зачленувањето во ЕУ. Кај нас тоа не може да се забележи, напротив, кај нас картата на ЕУ е карта со која што се игра со чувствата на граѓаните и мислам дека тука се прави главната грешка и тука е таа перцепција која што флуктуира од евроскептицизам до еврофобија, зависно од ситуација. Може ли тоа да влие, извини, само уште, може ли тоа да влие во да речеме поширока промена на расположението кај граѓаните, иако нели 80% е се уште? Значи дали ваквата политика би можела евентуално да на крајот да го промени мислењето кај луѓето? Видете, ние секако дека да. Значи кога ги подкревате очекувањата кај луѓето без некоја основа, на крајот секогаш разочарувањата се поголеми. Затоа мислам дека нам ни недостасува искрен пристап во пристапувањето кон ЕУ. Ние го сваќаме или символички, или некогаш емотивно, но не сваќаме дека е тоа тежок процес од кој што ние треба да излеземе поинакви. Сега, дали подобри или полоши, тоа е веќе прашање на перцепција, ама мислам дека треба поискрен пристап пред се од владата кон болните прашања од европските интеграции. Колку кругови на разочарување можат да поднесат македонските граѓани во однос на тоа дека константно добиваме ново пролонгирање, ајде за 6 месеци да видиме како ќе бидете, пак не сте добри, ајде уште 6 месеци. До кога овој круг може да го истрпат граѓаните и уште да имаат надеж дека Европската унија не сака и дека ние сме реално и треба да бидеме реално дел од неа? Мислам дека и како одговор на вашето прашање и во однос на тоа што претходно го зборуваше Бојан, и во однос на тоа како повторно се актуализираше оваа дебата за евроскептицизмот, треба нели се однесуваше на оној говор на премиерот Груевски од годишнината на ВМРО, каде што тој кажа дека доколку и понатаму политиката доминира наместо принципите од страна на Европската унија во однос на Македонија, треба да се на среден и на долг рок да се направи една стратегија. Значи тој повика на тоа. Се од една страна мислам дека е погрешно ако тоа се толкува како евроскептицизам или барање на некакви поинакви патишта, бидејќи ако внимателно се анализира изјавата на Груевски, ќе се види дека тој кажа дека тоа повторно треба да биде во согласност со стратешките приоритети на Македонија и со евроатлантските интеграции. Значи, што мислам дека нас не треба и тоа сериозно треба да го разгледа и академската заедница и дипломатијата. Додека ние го имаме овој момент на чекање, кога не знаеме, вие велите уште колку можат македонските граѓани да издржат, значи нас не треба барање на алтернативни патишта за премостување. Не во смисла ние да се откажеме, да кажеме еве ние се откажуваме од ЕУ и од НАТО, туку да бараме некои алтернативни начини на купување на време. Високиот диалог со Европската унија ХЛАД, сметам дека е еден начин. Регионалните иницијативи во меѓувреме нели можат исто така да се спроведуваат. Во зародиш е идејата за една нова архитектура на Европската унија, каде што се вели дека нели балканските држави ќе можат во некој со втора брзина да возат. Ние треба сериозно во моментов да го разгледуваме тоа како ќе се менува Европската унија и во соработка со државите членки кои се наши лобисти во унијата да работиме на тоа да можеме да се вклопиме како држава во таа нова европска архитектура. На одредена точка не се согласувам со ова што кажува Ивана и мислам дека точно тоа е проблемот кој што лежи во нашата политика, затоа што мислам дека секои 6 месеци или секоја година ние се залажуваме
дека ќе се сменат правилата на ЕУ или дека ние ќе влеземе во некоја друга регионална иницијатива, а во меѓувреме во сите регионални иницијативи сме на маргините. Или пак дека треба да чекаме активно со тоа што ќе лобираме да го премостиме тој тежок проблем. Тоа се обиди кои што ги направија и Хрватска, и Србија и други држави кои што пристапувале претходно. Скратен пат во решавање на тие тешки политички проблеми нема. И тоа треба да го кажеме јасно и недвосмислено, заради тоа што мислам дека токму таквите надежи кај граѓаните јавуваат после големо разочарување. Затоа што да имаше скратен пат до сега веројатно ќе го искористевме. Според мене скратени патишта во решавањето на тешките проблеми нема. На крајот на краиштата политиката никогаш не била отсутна од процесот на проширување. Треба да сме искрени, од било кое проширување, видете го од 73-та до денес на Европската унија, сите циклуси на проширување имале важен политички елемент, така што таа е лажна дилема дека ние или Европската унија сака да тера политика или ќе тера, не знам, стандарди. Политиката е неизбежна во таа на тој пат и мислам дека не ни треба да избегнуваме. Меѓутоа, кај нас е проблемот што сето тоа се ние како да сакаме да избегнеме од тие проблеми, што е нормално, тоа се тешки горливи проблеми, и наместо да отвориме една општествена дебата, како да дојдеме до некој заеднички горе-долу став, и без разлика дали е тоа денеска е прашањето за името, утре ќе биде нешто друго, за да сватиме дека патот кон ЕУ и членството во ЕУ ќе значи постојано наоѓање на компромиси и постојано влегување во несогласување. Вие и денеска во ЕУ мислите дека е лесно да се решат кризите врзани за заедничкиот пазар или за еврото или за било што друго. Тоа се мачни, тешки преговори кај што некој нешто отстапува, некој нешто добива, меѓутоа тоа така функционира унијата со децении. И ние мислам дека тоа е еден од проблемите што ние не сваќаме дека договарањето и наоѓањето компромис нас ќе ни биде секојдневие кога ќе ги почнеме преговорите, а уште повеќе кога ќе влеземе во Унија. Има ли шанса да ја доживееме судбината на Турција, која што можеби во однос на Европската унија не е така среќна, но во однос на нивниот економски напредок и не е така лоша? Турција е многу специфичен случај, меѓутоа ние тешко дека можеме да го превземеме тој модел на економски развој без влегување во ЕУ, затоа што, пак ќе речам, не сме ни Турција. А имам јас лично големи дилеми дали треба да го жртвуваме демократскиот живот во државата за сметка на некој економски развој, бидејќи во Турција се игра на таа карта, дека еве ние економски ќе се развиваме, па кога ќе се свести ЕУ или кога ќе сака да не прими, тогаш ќе пристапиме. Меѓутоа мислам дека тоа кај нас не може да се примени, затоа што ниту имаме шанса за економски развој надвор од таа рамка се уште, а дури и да имаме прашање како ќе искористиме. Затоа мислам дека дали ќе бидеме Турција, односно дали ќе чекаме 40 години на членство, тоа ќе зависи и од нас, не само од Европската унија. Јас сакам прво да кажам во однос на тоа Бојан што го кажа претходно. Значи, прво што прашањето за името не може да се споредува со било кое барање на компромис по почеток на преговорите. Бидејќи ние знаеме колку е чувствително ова прашање и да беше едноставно да се реши, веќе ќе беше решено. Косово не може да се спореди затоа што и Србија и Косово не се дел од Европската унија, значи немаме тука ситуацијата да како во нашиот случај Грција да е внатре, ние да сме надвор. Германија е. Например, ние имавме исто така еве деновиве, тоа беше актуелно и ние во Дневник го анализиравме, имаше повик од господинот Рикер да се отвори една дебата во однос на последниот предлог на Метју Нимиц во Македонија, на тој начин да се покаже волја. Еден ден откако тој тоа го каже, ги имавме повторно ние исти ставови на грчкиот претседател Папулјас кажани од Белград. Значи, мора да разбереме дека Македонија не може да дебатира сама со себе за името. Значи, не може ние да отвориме дебата во ситуација кога знаеме дека Грција е во криза, кога знаеме дека реториката кај нив не е промената, значи треба да се создаде една атмосфера на компромис и навистина би било добро доколку видиме американски дипломат кој јавно ќе повика и Атина на тоа, значи од Атина, не од Скопје, како што тоа успешно го направи еврокомесарот Филе.
Значи тој нас не го порачуваше тоа, меѓутоа испрати писмо, отиде во Атина, се сретна со грчкиот премиер, се сретна со министерот за надворешни и отворено кажа дека разговарале дека Грција ја изразила својата волја за евроинтеграција на соседната земја. Тоа на некој начин кога ќе го каже еврокомесарот јавно дека Грција го кажала тоа, на некој начин ја обврзува и Грција. Ако го тргнеме на страна прашањето за името, има и други забелешки околу нашето влегување во ЕУ, значи како на пример тоа го коментираш? Значи дали се тие само како една додавка и не се вистините или сепак држат забелешките дека последниве години демократијата ни назадува, слободата на медиумите кои што сепак се наведуваат како еден вид пречки за нашиот влез во ЕУ? Ние ни останува нели да работиме на тие забелешки, не може да кажеме дека одреден број на забелешките не држат. Меѓутоа, јас мислам дека главниот проблем е прашањето за името. Тие забелешки постојат, меѓутоа не е точно дека прашањето за името е некакво алиби, а од друга страна имаме еден куп забелешки. Ја би сакал да се надоврзам на ова прашање. Значи, прашањето за името е повеќе алиби за влошување на ситуацијата, отколку за решавање на проблемите. Мислам, ние сме сведоци дека сите тие некои работи кои што биле незамисливи до пред 2-3 години, денеска се реалност и се дел од тие извештаи. Ситуацијата со слободата на медиумите, кулминацијата на политичката криза на 24 декември 2012, мислам дека покажува дека ние не можеме нашиот политички систем да го водиме на дневна основа без меѓународно посредство. Со тоа што да не збориме за околу изборните неправилности, од тоа што се уште не можеме да спроведеме попис, да направиме вистински објективен избирачки список и така натаму. Значи, ние не можеме да ги затвараме очите пред тие проблеми и затоа мислам дека и со пристапниот диалог на високо ниво што го спомна Ивана, на Македонија и се направи на некој начин лоша услуга, бидејќи имаше еден технички повеќе отколку суштински пристап. И каква ситуација добивме? На крајот од 2012 имавме супер извештај за пристапниот диалог на високо ниво, дека многу работи се постигнале и одеднаш ни се случува ситуација во која што противуставно од собраниска сала се изнесени медиумите, новинарите се замолени да ја напуштат и за да може да следува после тоа и насилството врз пратениците. Јас мислам лично дека прашањето за името повеќе станува како изговор кога се влошува ситуацијата кај нас, па секој притисок од надвор се третира како инструмент или и критика од натре на крајот на краиштата, бидејќи кога го спомнавте говорот на премиерот на сега пред неколку дена, тој спомна дека Европската унија и Грција со некои елементи од натре го прават тоа. Што значи дека секоја критика од натре се сваќа како продолжена рака на ЕУ или на Грција. Ја мислам дека тоа не е здрава атмосфера ниту за развој на една демократска држава, а уште помалку па за тешки компромиси и за градење консензус натре во државата. Ако го поставам прашањето во однос, еве ќе ги земеме како пример медиумите, ако го поставиме прашањето што се случува со медиумите во Италија, тогаш ќе дојдеме до одговор дека дури ние да ги почнавме преговорите со Европската унија, можеби ситуацијата ќе беше приближно иста. Значи ништо немаше со медиумите во Италија или кај нас? За медиумите во Италија зборувам. Па во ред... Сакам да ви кажам дека има и земји членки во кои тоа се случува. Значи тоа се работи што се решаваат во од. Не може ние да мислиме дека во моментот кога ќе ги почнеме преговорите или ќе станеме членка на Европската унија, дека одеднаш се ќе биде розово и вакви работи нема да ни се случува. Некои работи ќе станат сепак недозволиви. Јас мислам дека такво отстранување на новинарите од Ама еве земете Грција. И ќе видите дали некои работи се недозволиви или се дозволиви. Ама ние може... Замислете ситуацијата кај нас да дојде до затварање на Кај нас дошло до затварање на многу сериозни работи, па мислам дека кај нас се затвори најголемата приватна телевизија, па мислам дека не се возбудија толку луѓето кои што треба и пред се новинарската фела. Така што мислам дека ако ние нас оправдување Грција или Италија, ние можеме да ги земеме и Данска и Германија, зошто да не гледаме и така на нештата, зошто да гледаме на примерите кои што се најлоши и најеклатантни. Зошто може и регионални примери да земаме од регионот кој што не е во ЕУ. Но мислам дека ако ние за оправдание, затоа велам, ако сакаме да го користиме... Тоа не е оправдување, туку тоа е само пример за
преку кој сакав да покажам дека нели такви работи се случуваат. Добро, јас ви благодарам за учеството во Зибран. Ни беше задоволство да ги слушнеме вашите размислувања. Ви благодариме и вам, почитувани гледачи. Се гледаме утре со вториот дел од дебатата. Благодарам.